Добри луѓе, односно среќен ви ден, среќни луѓе. Оваа среќна среда екипата на Алфа телевизија на Државна лотарија на Македонија е во Тетово, градот под преубавата Шарпланина, градот со неповторливата шарена џамија и градот со древното тетовско кале. Но овде сме пред уште една значајна локација, а тоа е продажното место на Државна лотарија на Македонија. Штом сме тука, штом се овие гребки во мојата рака, значи дека не састува само уште едно нешто, а тоа е среќен добитник. Ајде да видиме денес кој тетовчанец или пак која тетовчанка ќе има најмногу среќа. Започнуваме. Добар ден, среќен ден, како сме? Дали сакаме да си испробаме среќата? Не, фала. Не сакате, добро, ќе најдеме некој друг во друг случај, со оглед на тоа што сме во самиот најстрог центар на Тетово, сигурно ќе има многу случајни минувачи, стано да видиме кој од нив ќе биде среќен случајен минувач. Одиме на оваа страна, одиме на оваа страна, ајде одиме таму каде што е пофреквентно. Ајде да видиме. Две убави дами, добар ден, среќен ден, убав ден. Како сме денес расположени? Среќна среда, убава среда. Дали сакате да си добавате среќата? Не може ништо да изгубите, може само да добиете. Не знам, ова е наградна игра, дека? Ние ви даваме гребки, вие си ги гребете гребките. Ова се гребки што ќе си однесете со вас дома, а внатре ќе влеземе во продажното место на Државна лотарија на Македонија, каде што ќе изгребете една гребка. Ништо не давате, може само да добиете. Среда, среќен ден. Зошто да ја изведеме? Веретка многу ни тргна денот. Убаво тргнат, зошто На работа е. Зошто да ја бркаме? Одлично. Па баш за ина е. Да. Кој бил лош ден на работа? Да, може. Сте за? Да, само ако може... 5 минути. Да, по. Која од вас двете? Која од вас двете? Или ќе делите заеднички или како ќе правите? Која? Нека земе, пошто нејзиниот ден беше ептен лош. Ептен лош. Ајде да го смениме денот. Добар ден, јас сум Искра, започнуваме од почеток. Јас сум Јелена. Јелена, не ве прашуваме каков бил денот, но она што знаеме дека ќе ви се смени денот. Јас само овде малку да ве подозвучам, така. Јелена, само ќе треба да влеземе внатре, таму ни се гребките, ем ќе се запознаете со вработените, ем ќе се подстоплиме малку, нема да одземеме многу време, само да видиме како ќе заврши денот, како ќе се сврти. Тоа е целата работа. Да се Ајде, надеваме. легуваме со десна нога и забораваме на се што се случило досега. Може така? Повелете, Јелена. Сте гледали овде некогаш? Не? А често пати проаѓате од овде? Да. Па добро, сега знаете каде се наоѓа продажното место на Државна лотарија на Македонија. Дојдете јас да ве запознам. Ова е Јелена, нашата случајна среќна минувачка. Разговараме со Сара. Сара. Мило ми е. Дали имаме искуство со гребки, со гребење, со лодка? Па некогаш, да. Ми, да кажем, многу порано, може би 10 години и више, така сме правеле вака кругчиња, сме заокружувале. Така е. Ама сега не. Добро, сега сме гребеле? И така, да. така. Сме гребеле некогаш. Ајде, Јелена, Да. Случајен избор. да изгребеме И сега, да добиеме. така требало да биде и да си добиете и да ви трне на подобро денов. И се Се понатаму. надевам. Сара, која гребка ќе ја гребеме денес со Јелена? Мега милионер. Милионер, може милионер? Зошто да не? Се. Со тоа што ќе се прекрстиме во милионерка. Може така? Ајде една милионерка за Сара, нека си одбере, така? Ќе ја дадете, предпоставам, лепеза и бидејќи, не знам дали имате гребено милионер, Јелена? Не. Не? Ќе подобјасните малку Сара, не само како се гребе, туку што да очекува, така? Еве тука имате дрвици, може да се одберете, значи треба да најдете 30 символи, на кои што пише Така, како мега тоа, добро, тоа знам дека 3. или пак 30 износи за некоја друга парична добив. Ето, одлично. Овие тука нека се Сега да ги седат. гребеме, не? Сега си гребеме и додека си гребеме, си размислуваме што во случај да ни паднат или еве 2 пати по 10 милиони или како беше 8 пати по милионче. Што ќе направите прво, Јелена, ако паднат? Тоа ќе направам. Ќе го проширам светот. Така. И ќе заинет на тој што ви измервира на работа денес, така? Кој да е. Може би било така добро да напуштите работното место накратко за Ти си ги почестам колешките. Прво, Иди. да, особено тие Што што... не си одиме на ручек прво. Пред да одиме на патување. Така. А после патување ќе им донесете нешто, Не, така? обавезно. Нормално. Веќе имаме Јас 3... не гледам пошто ќе нема. Јас исто, но затоа они си имаат компјутер. Откако ќе изгребеме, ќе се го провери на компјутер дали случајно нешто сме промашиле ние.
Ако има добивка, тогаш ќе ни каже Сара. И ќе се радуваме сите. Може да пишува на едно милионер, на едно пишува мега милионер, а другите си се исто така вредни парични добивки, но пониски од милионот. Така, Сара? Така да. Си го научив материјалот, па си го повторам. Повторувањето е мајка на знаењето. Така е. И нема тука ништо лошо. Така е, во право сте. Од прилика нешто дали гледаме. Јас обично ако само ќе се еден пододалечам, милионер, тука еден милионер, нешто па ни гледам. треба Колку што, тројца ама нема, милионери, нема, да. Од подалеку може би подобро ќе се види. 2. 2 милионери, но ајде да видиме што е со останатите. Останатите се ситни, нека ги види Сара. Само побаво да ги избришам. Добро. Така си го види тоа на компјутер. Еве, повели. Повелете, Сара. Ајде да видиме се што ќе се отчука таму, што пишува на компјутерчето, за да знаеме што да правиме понатаму. Нема добив. Нема добивка. Ништо не значи тоа, Елена. Напротив, овде добивате уште 7 грепки. 7 грепки лично за вас, ќе си ги земете со вас, не морате сега јавно да гребете, не мора никому да кажете ако си добиете, чисто ваша среќа ќе биде тоа. Ви благодарам. Јас многу ви Ќе си ги благодарам. поделам со колешката. Може и така. На кој што си заслужил со него да си ги Нормално. повелете, Елена, многу ми Благодарам. беше мило. Убав ден, Исто и среќен на ден. вас. Сепак е среда, мора да има среќа Тоа во се оваа навеваме, среда, не затоа може така да се лоши. расположени излеговме од работа. Така, на мило пауза. ми е. Ви благодарим И јас уште ви еднаш. благодарам од името на Алфа телевизија Државна нотарија на Македонија. Може би ќе имаме среќа. Може би ќе се видиме повторно, па ќе одиме да ве снимаме како сте си добиле нека видна награда. Така, ви благодарам. Поздрав, Елена. А ние сега се враќаме во студиото да видиме кои наши гледачи ќе имаат денес среќа.